во нашето студио утринава е професор доктор Ненад Марковиќ. Професоре, добро утро. Добро утро. Со кој што редовно се осврнуваме на политичките состојби, а политичката состојба од вчера е таква да имаме нова влада, која што се изгласа доцна синоќа, како што и предвидува деловникот и начинот на кој што се бираат владите. И морам да признам, професоре, барем ако смеам ја да кажам моја оценка, во една релативно демократска атмосфера, значи со едно критикување од страна на опозицијата како што доликува, понекогаш и со ескалирани оценки се разбира, со едно бранење од страна на овие пратеници кои што се на страна на владеачкото мнозинство, понекогаш и со претерани аргументи. На крајот се дојде до едно нормално гласење, негде околу 11:30 вчера, иако со двајца суспектно помалку гласови од колку што е мнозинството во парламентот, но исто така со значително помалку гласови против од страна на опозицијата. Како ви се виде целата таја, да кажем, операција демократска? Мислам дека доаѓа до некаква деескалација и до некакво празнење на тој емотивен полнеж кој имаше, кој постоеше по локалните избори, со тоа што стане известно, нели, дека ќе има нов мандатар, ќе има нова влада, дека најголем дел од структурата на владата ќе се промени, па и структурата на владеачката партија, нели, доминантна, тој Социјалдемократскиот сојуз. Се извинувам. Со тоа што дојде до избор на нова влада, точно во една многу нормална атмосфера, дури овие два гласа кои недостасуваат, можеби една сосема нормална и демократска работа, да некој не се сложи можеби со одредени персонални решенија, со одредени структури, со одредени најавени политики и така натаму, така да не мислам дека се случи нешто надвор од она што е вообичаено. Се разбира дека работа на опозицијата е да критикува. Нема сигурно да очекуваме опозицијата да поздрави новата влада, нели, да поддржи во секој случај и да ја пожели добра работа. Јас се извинувам, само јас во воведот пред вие да дојдете реков дека следните избори се 2025 година, не се 25-та, 24-та, се коригирам, така што имаат уште 1-2 години мандат. Се навикнавме на многу избори за кратко време, па веќе губиме ориентација кога кои избори не се случуваат, имаме обичај на константни предвремени парламентарни избори, нешто што мене одамна престана да ми се допаѓа, меѓутоа така е како е. Ненад, се чини дека некако се случува да прилично наеднаш го снемува сега од центарот на политичките настани човекот, личноста, персоната, морам да кажам и прилично ја персонифицираше и ја персонализираше политиката во Македонија, тој Зоран Заев. И сега наеднаш тој со сите овие бурни настани што се случија во изминатите 2-3 месеци, го снемуваат политиката. Доаѓа Димитар Ковачевски, за кого слушам разни подценувачки оценки од страна на опозицијата. Дури не би рекол дека е нормално тоа, бидејќи дел од нив си навредливи. Јас имам став дека знаете како е после појавата на Никола Груевски, кој што сите го подценија, не треба никој во политиката пред време. Па дури и Заев го подценува, еве го овој од Струмица ќе доаѓа тука, ќе ни каже ово градов и така, па видовме што се испорача. Сакам да кажам, доаѓа до известна деескалација, би рекол, со самото тоа што го нема овој центар кој што произведуваше прилично афективни реакции, тоа е Зоран Заев. Што предност ли е тоа за Ковачевски сега, да се влезе во една ваква атмосфера во следните месеци барем? Разликата меѓу Заев и Ковачевски е евидентна. Не знам дали е намерно или случајно избран Ковачевски, во смисол да биде еден комплетен, прво како персона, како тип на лидер, како тип на политичар, да биде комплетен контрапот на Зоран Заев. Зоран Заев имаше во своето политичко однесување и во своите политички постапки еден нагласен патос. И сега тоа, знаете, кај дел од луѓето предизвикува симпатија, емпатија, предизвикува да се идентификуваат со него и така натаму, меѓутоа кај оние кои не ја сакаат, предизвикува отвара едно огромно поле за критики, манипулации, смевање и така натаму и така натаму. Тој патос кај Заев беше прилично нагласен и многу често, морам да признам, понекогаш и нестратешки изнесен, особено во односот на оно што стално го критикува менаџментот на очекувања во однос на евроинтегративниот процес и така натаму и така натаму. Меѓутоа Ковачевски е еден сосема друг тип на политичар кој има кај кој тешко се читаат емоции, прво и основно.
ако зборуваме нели таа теорија на лидерство каде што има разни профили во политичката психологија кои нели се дели од теоретската и од академската литература, он е тој тип на лидер кај кој тешко се читаат емоции, кај кој тешко се читаат намери и кој прилично енигматичен. Он за добар дел од јавноста која не го познава, е енигма и ќе остане уште долго време енигма, ќе видиме од аспект на резултати како тоа ќе се Дали е тоа менеджира. предност може би? Тоа е предност може да биде предност, може да биде и мана. Зависно од тоа што ќе испорачи и како ќе го почне мандатот. Јас мислам дека првите впечатоци се најважни и дека никогаш, што велеше да мој професор, не се остава прв впечаток два пати. Така да видовме колку е тоа важно во случајот на градоначалничката на Скопје. Тоа е нешто што е многу важно во политика, така да првите чекори кои ќе ги повлече и првите евентуални промени на политики во однос на претходната влада или некакви иновации или потврдили помеки позиции кон Бугарија и така натаму ќе го дефинираат за понатаму. Не значи дека тоа е ултимативно и дефинитивно, меѓутоа првиот впечаток апсолутно е многу важен и мислам дека првите 5, 10, 20 чекори кои ќе ги преземе на различни полиња се многу важни. Од друга страна, ова што го рече, две фигури кои беа централна точка на нападот на опозицијата сега ги снемува преку ноќ. И вие немате сега тука се мисли на материјал. Филипче. Се мисли на Филипче и се мисли на Заев. Так. Тие беа, и јас мислам, гравитационите точки према кои се движеше цела критика и негативна енергија усмерена од страна на опозицијата, нели, и нормално дел од јавноста кои беа незадоволни од една, друга или трета причина со проблемот со Бугарија, проблемот со менаџирањето на пандемијата, економската криза и така натаму и така натаму. И сега имате сосема нови фигури кои кај кои веќе оваа створена, овој негативен полнеж створен кај јавноста веќе не ви важи. Се тоа се на некој начин се рестартира. Околу новите фигури, мислам дека и затоа опозицијата намерно инсистира на пивнот на Заев, за да го држи Заев во приказната. Така е, апсолутно, за да можете целата негативна енергија која сте атрибуирале да може да печалите од неа. Така да, во принцип, јас и не очекував нешто друго. Тоа е легитимна, позната, 100 пати видена политичка тактика која не е изненадувачка. Вие сте инвестирале да создадете негативен имидж во една приказна, така, и потоа не можете едноставно да се откажете од тој капитал кој сте го создале. Првата средба што ќе има меѓународна Ковачевски денеска е со германската министерка за Европа, а утре на гости доаѓа новоизбраниот свеж исто така премиер на Бугарија во Скопје господинот Петков. Што се твоите очекувања околу утрешната средба, би рекол? А потоа ќе продолжиме со некои твои оценки кои се многу занимливи за бугарската позиција, но Петков исто така дава, би рекол, воздржано оптимистички изјави за промена на курсот. Така е. А овдека тоа како да чука на отворена врата. Има ли таква некоја атмосфера? Мислам дека најлошо од се да ги подигаме очекувањата. Јас сум човек кој е многу сака да биде умерен песимист, можеби делумно. Не да не речам дека сум реалист, меѓутоа секогаш сакам да бидам умерен песимист заради тоа што многу пати до сега спорот ќе се решеше за 2 до 3 месеци, 2 до 3 месеци, 2 до 3 месеци и тоа никако да се случи. Проблемот со Петков не е во самиот Петков. Јас кај него гледам едно расположение да навистина се промени целата рамка и да се промени целата атмосфера. Ние забораваме дека Бугарија има коалициона влада. Од оно што успеав да го видам и во бугарските и во нашите медиуми, во регионалните медиуми што е пренесено, многу е јасно каде е проблемот. Петков има огромен камен околу вратот во форма на Бугарската социјалистичка партија и партијата на Слави Трифунов Има таков народ, кои апсолутно го опомена уште пред да дојде во Скопје каква ќе биде нивната коалициона политика, доколку тој покаже било какви позитивни сигнали. Така да јас не сметам дека проблемот во Петков и во неговата, очигледно тој е профил на еден модерен, прогресивен политичар кој можеби и ќе сака да дел од проблемите се надминат или да се остави оваа историска дебата во втор план, меѓутоа мислам дека неговите коалициони партнери тоа нема да го дозволат и дека народски што се вели ќе го спашкаат кога ќе се врати во Бугарија и ќе му кажат дека позициите на целата коалиција мора да остане прилично тврда. Тука е нормално и улогата на председателот, на вонпарламентарните партии кои се уште порадикални. Така да има многу мал маневарски простор токму поради таа комплексна коалиција во која се наоѓа. Со други зборови, од утрешната средба треба да очекуваме едно запознавање и некакви воздржани изјави. Јас мислам многу воздржани изјави, треба и ние да не се излетуваме исто така со изјави и со очекувања.
нека биде едно запознавање, нека биде едно изложување на позициите, нека биде некаков Ковачевски до сега како технички да го третира проблемот, ако смеам да кажам под наводи, баш избегнувајќи овој тип на емоции и па можеби и заминувањето на Заев и од тој проблем ќе го испразни од емоциите кои тој и ги внесуваше и ги предизвикуваше околу целото прашање. Да, многу често не стратешки морам да признам и многу често преоптимистички влагаше во целата приказна. Приказната не остава многу простор за оптимизам, не под вакви услови. Приказната по мене ќе биде долга и истоштувачка и нема да се реши ни за 5, ни за 6 месеци, нити оваа година. Под услов нешто нели да она што се вели Deus ex machina, да има некаков фактор кој можеби може да направи огромен притисок, не е исклучено. Значи појавата на таков фактор дали во форма на актери во меѓународната заедница, дали во форма на некаков пробив на процесот од страна на двете страни, дали можеби од откажување на максималистичките позиции на Бугарија и така натаму, може да се случи. Меѓутоа ќе видиме, сепак мислам дека утрешната средба треба да помине во една резервирана, но позитивна атмосфера. Не треба да се создава негативна атмосфера, немаме апсолутно ништо што да добиеме. А тоа јасна е намерата на Бугарија да не признае македонско малцинство и да не го чепкаме тоа прашање. Како ќе се поставиме околу тоа, ќе видиме и што тоа би значило. Ненад, неодамна одгодав една дебата која што се одвиваше во Музеот за национална историја, така ли се кава преку пат што е кај Музеот за Холокаустот, во кое што учествуваше меѓу другите говорници. Ти една релативно мала публика, меѓутоа пред отприлика месец дена, ако не се лажам, пред нова година, дека посветена именно на историските околности околу случувањето на Балканот, бидејќи имаше гости од Србија на таа дебата и така натаму. Да не одам многу широко со тоа, но ти изнесе една многу занимлива теза која морам да признам, не ја слушам првпат, но ја слушам така формулирана занимлива првпат. Имено ти тврдиш дека бугарската позиција кон Македонија и конфликтот што го предизвикува е всушност прокси конфликт, односно изместен конфликт на Бугарија со Србија, бидејќи критиката на Бугарија е всушност на српската политика кон Македонија во времето по Втората светска војна, па и пред тоа и така натаму, и дека практично сега ова лутење уствари кон Скопје расправа на Бугарија со Белград. Ајде малку за таа теза ако може да. Мислам дека тоа станува многу очигледно не затоа што јас сум го кажал, него од вордингот и постапките на членовите на Бугарската историска комисија. Во разговори со членовите на нашата комисија, во разглобување на тие тези, вклучително и на оваа дебата, мене ми станува јасна една работа, дека Бугарија всушност нема политички алатки со кои би можела да се пресмета со Белград. Всушност обвинувањето на нашите членови на комисијата е константно дека се југоносталгичари, просрпски настроени и така натаму, притоа заборавајќи дека годиштето на раѓање на поголем дел од нашите членови на комисијата е многу свежо и тоа се многу млади луѓе кои немаат никаква врска и допирна точка ниту со Југославија, ниту со било каква србизација на Македонија и така натаму. Морам да кажам уште кога она Захариева почна да го спомнува Тито, кога почна да збори, овдека имаше една затеченост во Македонија, барем по некој шок. Ние се изненадивме што сега каде тоа. Мислам дека тоа е некаква тотално искривена перцепција на бугарската јавност и дел од политичарите, дека во Македонија има некаква југоносталгија или не знам доминација. Добро, во Македонија има југоносталгија, ама во друга смисла. Други причини, во друга смисла. Сосема нема врска на оној начин на кој бугарите ја поставуваат, или дел од бугарската јавност историчари, што кажа на еден нивен страф и комплекс кој постои кај бугарската страна, која всушност сака да се пресмета со Белград, а ги нема политичките ставови. Зошто ги нема политичките инструменти? Зошто ги нема? Затоа што на Србија не е гајле за евроинтегративниот процес. Во овој момент. Она има политичка елита која апсолутно не е заинтересирана за тој процес. И вие не можете да ја користите асиметричната позиција која ви ја дава предпоставниот процес, која ние ја имаме. И сега знаете, кога не можете по магарето, ќе удирите по самарот. Обвинувањата кои стигаат, вклучително и првите на Захариева и понатаму од ред други политичари, се апсурдни. Се апсолутно апсурдни и мислам дека немаат никаква врска со реалноста. Тоа повеќе кажува за некаква желба кај на бугарската страна да влезе во некаква историска, геополитичка, политичка или надворешно политичка и каква се не пресметка со Белград, а при тоа не се осеќа сигурно затоа што го нема инструментот кој го има со нас. И во таа смисла тоа е една доста, јас би рекол, неубава и слаба позиција покажува Бугарија во таа смисла. Вие се пресметувате со држава која обвинувате за работи кои се безмалку апсурдни.
Да, малку така, фрустрација една се гледа историска. Повеќе на нивна страна, што тоа може нас да ни се атрибуира. Па дури и на наша изненаденост, морам да кажам, бидејќи затечени сме малку од целото ово однесување на Бугарија, не очекувавме такво високо ниво на енергија, на како да кажам. Тоа е проблем со отварање на овие пандорини кутии, ваков тип на проблеми во ситуација кога има ваква асиметрична позиција. Тоа не може добро да заврши никако. И мислам дека ќе заврши со многу фрустрација, обвинување, негативна енергија од обеите страни, а колку ќе трае ќе видиме, не знам. Ненад, последното прашање ми е само да се навратиме на изборот на новата влада, ова се е во тој контекст. Вчера мислам дека тоа левица се обиди Јапасиев да го истакне најотворено и така натаму, дека оваа нова влада е практично предавство на националните интереси на македонците, бидејќи во неа седат 10 албанци кои што се етнички министри, 11 македонци и така натаму, се занимавале со пребројување и сето тоа. Дека е тоа практично диктат на Охридскиот договор на еден лош начин, така натаму. Леплива е таа тема. Оваа влада е резултат на демократски договори, таму сите албанци кои што седат во владата не се на ДУИ или на други партнери така натаму, но предпоставувам дека за вадење на дискусијата од шините на некаков како да кажам нормален демократски процес, ова е баш една леплива тема и мислам дека националистиве имаат, па и шовинистиве имаат добра тема за разлавање во наредните Добро, ние сме склони кон броење на крвни зрнца, тоа не е нешто што е ново за нас и не е нешто што не гледам дека на истиот господин нешто претерано му сметаше присуството на албански пратеници, политички фактори кога требаше да се руши парламентарното мнозинство. Ние сме доста селективни во нашите ставови во зависност од нашите интереси. Тоа е една нормална човечка особина, нема тука зашто да се лутиме. Меѓутоа факт е дека секоја влада е предмет на компромис и предмет на одредено пазарење политичко. Дали тоа ќе даде толку македонци, толку албанци или тоа ќе биде обратно е сосема тема која по мене депласирана затоа што ние од луѓето не бараме кога ќе седнат во фотелите да бидат македонци и албанци од ДУИ, СДС, ВМРО или Левица, туку бараме резултати. Така да за мене таа дебата е прилично излишна и депласирана. Сме надминале таа точка кога очекуваме резултати, а некој што е? Барем во поголемиот дел од јавноста? Мислам дека не. Мислам дека се уште ни се битни тие идентитетски политики, идентитетски параметри. Затоа што во принцип луѓето веруваат дека тоа се некакви предиктори на успешноста на одреден министр. Пошто ако доаѓа од таа и таа партија и особено ако е другата етничка заедница, он по дефолт ќе биде неуспешен. Затоа што сме научени така да гледаме стереотипно врз база на тие очекувања кои ни се секогаш многу ниски и кои се секогаш проектирани негативно кон другата етничка заедница. Тоа не е нешто што ние сме го надминале, можеме да останеме уште два пати по толку колку што до сега разговараме за да кажеме зошто е тоа така и уште многу понеделници да потрошиме, меѓутоа причините воглавном ги знаеме, тоа е атмосферата која се создаде во оваа држава и тоа е она што се вели playing field или полето на игра, кој е воглавном составено од етнички предприемачи, партиите како етнички предприемачи. Ненад Марковиќ, благодарам, професор Ненад Марковиќ. Се надевам во скоро време кога ќе видиме да ги оцениме и првите овие, како реков, 5-10 потези на новиот премиер и на новата влада. Благодарам.